Родителството е најголемиот предизвик за сите, најубавата, но воедно и најодговорната задача. Настојувајќи да бидеме најдобрата верзија од нашите родители, често пати грешиме. При тоа, не сваќаме дека грешките имаат последици врз психата на децата, како што е ниска самопочит, ниска самодоверба, фобии и стравови кои ќе ги следат цел живот. Денес во приказна ќе говориме за свесно родителство. Што значи свесно родителство? Кога несвесно му приоѓаш на родителството без некаква агенда, еве јас ова треба да го направам сега од моето дете, или да го насочам лево или десно, заради тоа што првичниот инстинкт на сите нас како родители е дека јас од моето дете го сакам тоа или тоа, или ќе го сакам ова или ова кога ќе имам дете, нели? Меѓутоа животот покажува дека прво, нормално не можеш се да контролираш. Дебатите со децата може да бидат многу забавни, ако сме фокусирани и ако како родители признаеме дека и од нив може многу да научиме, иако мислиме дека многу повеќе знаеме. Вели за приказна Ели Пешева, директорка за комуникации во маркетинг компанијата New Moment, сопруга и мајка. Имам и два сина, значи од првиот брак на мојот сопруг, кои што се повозрасни од моите ќерки, нормално, и сум ги третирала како своји деца, и овие 4 деца, 2 машки, 2 женски, се цел живот, значи, заедно и се измешани, и многу е интересно дека нели претпоставката е дека двете машки се послични, двете девојчиња се послични, овие се од едни родители, нели заедно, овие се од други родители, ние некако целото семејство пошироко живеевме многу сложно и многу комунициравме меѓу себе, значи и со мајката на синовите, значи јас и она имавме посебен однос, некако така да кажам мајчински, и многу интересно сега кога ќе видам од оваа перспектива, да речеме двете помали деца, значи помалиот син и помалата ќерка и постариот син и постарата ќерка се послични отколку што се значи се послични помалиот брат и помалата сестра и постариот со постарата, отколку двете сестри, например. Тоа што ние ќе се замислиме во нашиот ум дека ова треба да биде моето дете, не може. Ние треба да му дадеме насока како треба да оди низ животот, вели Пешева. Во една ситуација во која што мислам дека беше оној момент во кој што стварно се погледал и си реков, леле, аман, можда стварно треба да се сопреш малце, беше кога ќерка ми постарата, во една ситуација која што нејзи беше многу важна, ми рече само, знаеш, не мораш секогаш да ми го дадеш твојот совет и твоето мислење. Некогаш само треба да ми слушаш. И тоа беше таков некако, јас толку го сватив тоа лично, меѓутоа после кога нели во тој диалог со себе пред огледало си сватив дека тоа не е само кон децата. Тоа е однос кон сите што треба да го имаме, дека понекогаш твоето мислење не е одлучувачко, тоа што јас го мислам или тоа што ти го мислиш, ако јас имам проблем, едноставно само треба да знам дека си тука и дека јас можам да ти кажам дека ти ќе ме слушаш и дека нема да ме осудуваш и дека нема да ми даваш лекции кои што не ги барам во моментот или кои што не ми требаат, просто да знам дека имам човек кој што ќе ме слуша, ќе ме разбере и ќе ме сака без разлика на тоа што ми се случувало во животот или за тоа како јас размислувам. Како родители е важно да бидеме трпеливи, иако ова време во кое живееме и баш не учи на тоа. Ако ме прашаш што за мене било најродителско искуство, што не сум можела да го замислам, бидејќи за сите слушаме константно, нели, као ќе биде ова е во градинка, ова е во школа, ова во средно, па пази були, па пази на храна, па пази на активно. За мене најосвестувачкото беше првото љубовно разочарување на моето дете. Необјаснимо. Просто и сега како ќе си го вратам назад думот си викам, не може родител, како им било и на нашите родители, нели, кога кажеш, кога го гледаш твоето дете, како се залюбило, па несрешно е тоа, необјаснимо. Значи, се разбира дека нели нема поголема грижа од болно дете, не сакам ни да го споредувам, меѓутоа од овие други битки кои што ги биеме со своите деца и со нивното созревање за мене било тоа. Значи, како да бидам тука за моето дете кога ќе го доживее својот љубовен неуспех, кога ќе биде несреќно заљубено или кога
нема да го добие од некоја врска релација, нели, тоа што го очекува. Разочарувањето од пријателите. Значи, исто така, значи, затоа што едно е кога ние како родител или како возрастни луѓе ќе си кажеме, аха, знаеш што треба да направиш сега, ма откачи тоа се. Не иде така. Значи, не иде така и сами знаеме по своите искуства, значи со своји пријатели, поранешни врски, разочарувања и така натаму. Просто не е така. Треба, сите работи треба да се поминат и не знам, ние како родители треба да научиме да бидеме стрпливи. Ова време не учи на тоа. Значи, ајде брзо, ајде сега, ајде не е важно, ајде све е површно. Не. Значи, тоа е дел од созревањето и така создаваме и воспитуваме свесни и одговорни граѓани без разлика каде ќе завршат понатаму во животот. Ние не можеме целиот живот да бидеме чадори заштитници на своите деца. Затоа е важен целиот процес на свесно родителство и правилно разбирање на овој поим од страна на родителите. Вели за крај Пешева. Немам златно правило што треба да се почитува, но сметам дека родителите многу треба да се зборуваат со своите деца, многу треба да се зборува за некакви параметри на тоа што е пристојно живење, што значи да се биде пристоен среќен човек, значи како да се стигне до таму, разговарање, но и слушање, значи повратното од нивните деца, бидејќи ние како родители, колку и да се лажеме дека се знаеме, ние не ги знаеме новите генерации, не ги знаеме начинот на нивното размислување, како вртат механизмите во нивните главчиња, бидејќи тоа се генерации на новите технологии. Тоа што ние ќе го испуштиме како родители да го разговараме, они ќе го слушнат некаде на друго место, дали од своите другари, дали на некој од социјалните мрежи, и тоа не мора да биде ниту вистинито, ниту точно, ниту најправилно, и тука се прават кривините. Значи, многу зборување, уште повеќе слушање и колку што може да се следат новите трендови, значи да си ги прашуваме практично децата, сега што правите, сега што ви е тренд, сега каде одите, и да пробуваме така, полускришно, нели, да бидеме во текст со тоа што се случува, ако сакаме да, нели, бидеме од корист на своите деца. Значи, не само сувопарни давање на совети, слушај вака или во мое време вака, не, отидени се тие времиња и се менуваат работите од година во година. Родителството не е вродено, се учи цел живот. Да научиме да бидеме подобри родители за нашите деца, да израснат во самостојни и самоуверени личности, без фрустрации и стравови. Често се среќаваме со поуката децата се огледало на родителите. Секој родител различно ја дефинира целта на воспитувањето на своите деца, но најверојатно мнозинството сакаат да воспитаат среќно дете кое подоцна ќе биде способно за самостоен живот. Ако во минатото се веруваше дека гените се предиспозиција за тоа кој во каква личност ќе прерасне, поновите истражувања некако почнуваат да докажуваат дека тоа не е баш во потполност така. А ние сите сме сведоци за тоа, затоа што ако се навратиме 20 години наназад, предвремено родените деца во тој период не можеат да опстанат и завршува многу трагично. За разлика од тогаш, сега веќе технологијата со технолошкиот развој одиме многу понапред и стапката на смртност е многу намалена. Детскиот мозок се раѓа со милиарда неврони. Меѓутоа, за тие неврони да почнат да функционираат и во потполност да дојдат до израз, мора да комуницираат меѓусебно. А комуницираат меѓусебно преку врски или така наречени синапси. Тие синапси може да се створат исклучиво само ако има ново искуство детето. Секојдневна пракса, рутина не прави напредок во развојот на мозокот кај детето. Меѓутоа, кога има нешто ново и нешто што е предизвик за детето, тоа ќе го стимулира за понатака. Не секое позитивно искуство може да биде учење за детето, затоа што тие рутини кои што ги практикуваме секојдневно, за нас се генерално позитивни искуства, одење на работа, одење во училиште, комуникација со членовите во семејството, социјалните средини и сето тоа. Меѓутоа, таму и не се случуваат предизвици за да не потикнат нас да можеме да напредуваме. А кога зборуваме за детскиот мозок, ние не можеме да зборуваме исклучиво само за детскиот мозок,
затоа што реално тоа е и нашиот мозок на возрастните. Како се развива мозокот, тоа е веќе друга приказна, затоа што во раниот развој најголем односно до 3 годишна возраст се формираат најголем дел од врските во мозокот. По 3 годишна возраст веќе голем дел од тие врски во мозокот почнуваат да се кастрат, а тоа се врските кои што за искуствата и вештините кои што ние не ги практикуваме секојдневно. Новороденче има способност со тие неврони кои што ги има способност да научи 3 јазици одеднаш. Меѓутоа ние се фиксираме на мајчиниот јазик, евентуално сега со телевизијата на уште некој јазик кој што е основа за понатамошниот развој. Колку помалку се користат тие вештини, толку побрзо и се заборава. Односот родител-дете почнува да се формира веднаш при самото зачнување на детето. Иако некои истражувања покажуваат дека односот почнува да се гради и многу порано, односно тука станува збор за перцепцијата и убедувањето на родителот во однос на родителството, иако не може да се исклучи моментот дека кога ќе се роди детето, многу од тие ставови може да се сменат или да се моделираат. Човекот е социјално суштество, битие. Реално ние можеме да функционираме добро само кога сме во социјална средина. Сами многу тешко можеме да обстанеме и тука не треба реално ни да објаснуваме зошто е важна таа интеракција, затоа што кога ние се чувствуваме недобро или добро, сакаме да споделиме со некого, исто и со децата. Значи секогаш кога се во прашање емоции, тие сакаат тие емоции да ги споделат со некого, со кого би ги споделиле. Нормално дека прво би биле родителите, така затоа што во нив имаат најголема доверба. Тука можеме најмногу да се опуштиме и секој од нас го правел истото кога бил дете. Кај родителите имаме потполна доверба, можеме некогаш и да претераме со емоциите затоа што знаеме дека ќе не разберат и затоа што знаеме дека ќе го прифатат, ќе ги валидираат нашите емоции и понатака ќе не подучат како треба да продолжиме понатака. Чувствата на безбедност и љубов во семејството се основа за формирање на позитивна слика за себе кај детето, што е неопходен елемент за среќа кога ќе порасне. Воспитувањето почнува веднаш по раѓањето на детето. Родителството не доаѓа со раѓање на детето. Родителството се учи. Тоа е дисциплина, тоа е посебна наука која што бара многу труд и многу внимание. Меѓутоа бара и познавање на детето. Како наука, ако ја научиме, да, ќе ги имаме сите знаења во поглед на родителството. Меѓутоа, не можеме ништо да примениме се додека не го научиме детето. Да бидеме попрецизни, воспитувањето во вистинска смисла на зборот започнува по завршувањето на првата година. Во тој период првпат се јавува потреба за поставување ограничувања на детето. Тоа всушност е периодот кога детето почнува само да се движи. Додека детето самостојно ја истражува околината, тоа првпат се среќава со ограничувањата што му се наметнуваат од страна на родителите. Например, кога детето посегнува по врел предмет, а родителот го спречува во тоа за да не се изгори. Според тоа, поголемите дечиња можат да разберат и почитуваат некои ограничувања, додека пак доенчињата се уште не можат. Првите години се клучни и на нив од нив почнува се натака и на нив се должи во каква личност ние ќе израснеме. Меѓутоа, во отсуство на интеракција, што можеме да научиме? Реално не можеме ништо. Не знам дали сте слушнале приказната за парот од Азербејџан кој што сакал да посвои детенце. Долги години се трудел да посвои детенце, кога почнува целата постапка, тие имаат период на адаптација во кој што ова е вистинска приказна инаку. Имаат период на адаптација во кој што треба да се запознаат со детето. Запознавањето се случува надвор од домот за доенчиња, најчесто е или во паркот или во некоја игротека или пак во домот на парот. По секоја средба социјален работник доаѓа, го зема новороденчето и го враќа во домот за доенчиња. На една од средбите социјалниот работник не доаѓа заради X причини и согласно протоколите парот одлучува да го врати детето во домот за доенчиња. На влезот од просторијата во која што престојуваат 20 бебиња, парот забележува дека е многу тишина, дека ништо не се случува, а веќе во просторијата има бебиња. И го опишуваат како најгласната тишина. Што се случувало тука? Значи, јас сакам да верувам дека персоналот не можел да одговори на
потребите на тие новороденчиња. Меѓутоа, бебето плаче. Плачот е првиот пријател на родителот. Затоа што така родителот може да идентификува што всушност му треба на бебето во тој период. Кога во овакви ситуации бебињата плачат и не добиваат никаков одговор, тука веќе се јавува условен рефлекс дека јас кога плачам ништо не се случува, немам зошто ни да плачам. Врз основа на тоа не можеме понатака да очекуваме ние правилен развој. Мозокот поставил друга шема, а кога мозокот ќе постави одредени шеми на однесување и ако тие шеми траат 4, 5, 6, 7 години, постане многу тешко да се вратиме назад и да ги поставиме работите така како што треба. Воспитувањето е исклучително сериозна и одговорна улога. Честопати сите ние имаме потреба од многу ресурси со цел да помогнеме во создавањето здрави личности од нашите деца, кои се и емотивно силни. Никој од нас како родител нема гаранција дека неговото дете ќе прерасне во здрава и мудра личност која ќе се справува со секоја животна ситуација на најдобар можен начин. Стимулирачка средина е средина која што ќе обезбеди можност за детето да ја развие својата љубопитност, да ги поттикне когнитивниот, бихевиоралниот, физичкиот развој, психичкиот развој и да биде емоционално задоволен. Во идеални услови, тоа најголем дел од тоа се случува дома. Меѓутоа, истото тоа би требало да го обезбедат и градинките, училиштата, центрите за ран детски развој, па и околината во која што функционира детето. Затоа што за развојот за детето не е одговорен само родителот, не е одговорна само воспитувачката или наставникот или терапевтот. Одговорни се сите со кои што детето има контакт, па макар и соседите. Дома го учиме детето на еден начин, меѓутоа надвор ако покажеме, ако забележи некој друго однесување, веќе сме должни и да објасниме зашто тоа однесување е така и како ние треба да го оправдаме начинот на кој што ние ги застапуваме нашите вредности и стандарди. Стимулирачка средина не значи секогаш позитивно искуство. Стимулирачка средина може да биде и негативно искуство, затоа што имаме примери на семејства во кои што имаме две деца со негативен, едното децата го зема таткото како негативен пример, другото го зема како позитивен пример. Тој што го зема како позитивен пример, ако таткото бил алкохоличар, ќе стане алкохоличар. Тој што го зема како негативен, нема да биде алкохоличар. Затоа е многу важно да се направи дистинкција, односно да се врзе се со детето. Треба да го запознаеме детето, да знаеме тоа дете колку може и што може, за да знаеме како влијае околината на него и ние да можеме тие дистрактори или фактори кои што влијаат на него во еден дел да ги редуцираме или да ги стимулираме малку почесто да се јавуваат за да може детето да напредува. Свесните родители се ангажираат и се поврзуваат со своите деца користејќи емоционално интелигентни избори во поглед на дисциплинирањето и воспитувањето, наместо казнени методи. Ова е така затоа што мозокот напредува при поврзаност и емпатија. И секој родител и секој возрасен треба да знае дека детето може да опстане и најдобро ќе напредува во средина која што е за него позитивна и која што го стимулира неговиот напредок согласно неговите интереси, меѓутоа секако тука да постојат некои одредени принципи, правила и вредности кои што треба да се пренесуваат. Сега малку во контекст на ова јас би додал во последно време е многу актуелна позитивна придавката. Дали ќе биде тоа во пристапите, дали ќе биде во родителство, дали ќе биде во размислувањата. Сметам дека треба да се направи на јасна граница помеѓу тоа што е позитивно, а што е тоа што го стимулира напредокот на децата, затоа што не секое позитивно искуство е напредок за детето и не секое негативно искуство може да наштети на развојот на детето. Да речеме, во последните години многу забележливо е отсуството на срам. Срамот како емоција прави напредок, личен развој. Многу често се забележува да децата, па и возрастните веќе го немаат тоа чувство или го надминуваат на некој начин само за да можат да ги задоволат сопствените потреби. Меѓутоа, тоа што претходно било, што се пренесувало низ генерации и низ поколенија, дека како се воспитуваат децата, тоа и ден денеска обстанува. Ние пробуваме да го модифицираме сето тоа и да даваме нови називи и имиња, ама суштината на сето тоа е иста.
Детето мора да биде згрижено, мора да се задоволат првенствено физиолошките потреби негови, па понатака одат сите други скалила за да стигнеме до самореализација. Не можеме на мало дете да му дадеме избор од 2 години да одлучува што и како ќе прави во текот на денот, што ќе јаде, колку ќе јаде, колку време ќе помине пред телевизија и такви работи. Зошто е важен односот, онаа релација родител-дете? Однос секогаш си постои, мислам дека треба да го дополниме прашањето зошто е важен каков е односот меѓу родител и дете, оти се е однос. Се што се случува е однос и кога сме сами сме во некаков однос со себе, со своите мисли, со своите емоции. Прашањето каков однос. Ако би направиле паралела некогаш и денес, а е потребно, бидејќи знам дека темата која ќе ни се провлече е свесното родителство во овој наш разговор. Односот некогаш до неодамна, па кој што се уште живее, еден несвесен однос во смисла однос субјект-објект, кој што потекнува од времето кога па како му доаѓа тоа, значи некаде 16-тиот век, се сеќаваш, сигурно се сеќаваш и тие сега да го упростиме муабетот и нашите гледачи, учевме дека се раѓаме како табула раса, како празна табла, нели? И дека обврската на родителите е всушност да ја испишат таа табла преку воспитувањето и преку социјализацијата. И баш заради тоа толку долго време доминантен е тој авторитарен пристап во воспитувањето, кога задачата на родителот било родителот да каже, детето да послуша. Значи ти немаш никакви компетенции, ти ништо не знаеш за животот, јас ќе ти кажам како треба. Сега што се случува понатаму, нели науката веќе крајот на 19-тиот век потврдува дека децата не се раѓаат без никаков потенцијал, туку напротив социјални суштества кои што имаат мноштво компетенции и потенцијал, само им недостига искуство. И сега нели во науката додека нешто се потврди, некогаш поминуваат и векови. И еве сега го живееме тој транзиционен период кога треба конечно да сватиме и ги гледаме ние на виделина излегува, посебно ковидот ги извади сите ментални нарушувања кои што ги донесе авторитарниот модел на воспитување и сега треба да направиме големи корекции. Што во таа насока значи како концепт свесното родителство? Прво кога ќе се каже нели свесно родителство, верувам дека за гледачите првата асоциација е или толку популарната книга бестселерот на доктор Шефали, или конференцијата која што неколку години се случува во Македонија. Но во длабоката суштина на свесното родителство би кажала дека секој од нас, а уште како деца сме имали идеја за свесно родителство. Во кој момент, сега не сме знаеле тоа да го вербализираме, нели така? Во оној момент кога сме си рекле јас не сакам да бидам како мојот родител. Значи јас не сакам на моите деца да им го правам тоа што ми го прават мене. Тоа е првиот чекор на освестувањето. Затоа што, пак ќе кажам, од тој историјат, нели, тоа што го правеа нашите родители е гледај ме во очи, јас ќе ти кажам како треба, кога ќе пораснеш ќе дознаеш зошто е тоа исправно, сега не разбираш што ти зборувам, тоа е тој однос субјект-објект кој што полека го трансформираме, ама сега отидовме во една сосема друга крајност, во која што децата се ставени на пиедестал, па одеднаш имаме буквално веќе и во теоријата постои терминологија мали тирани кои што нели го водат светот. Значи сега сме под имаме еден огромен предизвик пред нас, а тоа е да си го преземеме родителското водство во своји раце, да избалансираме меѓу традиционалното и модерното, од традиционалното да ги земеме доследноста, строгоста во смисла на јаснотија во воспитувањето, да знаеш точно што сакам од тебе, строгост во смисла на јасни правила, граници, од модерното, таа емоционална топлина која што ја пружат родителите, значи
не сега нити овој разговор за некого да критикуваме, се во одредено време се случувало со одредена причина, нели? Ниту нашите родители тоа што го правеле затоа што не знаеле поинаку. Затоа што тоа се пренесувало од генерации на генерации. Тоа е едноумие, значи еден систем во кој што и во училиште се кажува исто, и дома е исто, им било многу поедноставно да не воспитуваат. А ние како деца им веруваме дека тоа е најдоброто за нас. Сега е тешко да го избереш правецот, затоа што постојат многу. И само гледаме еден куп експерименти на терен, а тоа што им се случува на децата во целата таа наша несигурност кој пат да го фатиме, им се тресе тлото под нозете. Нивната основна потреба е да имаат сигурно тло, да ги водиме, да знаат кој пат нашето семејство ќе го фати. И баз заради тоа имаме деца кои што нели толкуваме како овие деца не знаат што сакаат од себе. А всушност тоа ние го предизвикуваме со нашиот однос кон нив. Им дозволуваме да диктираат правилата во куќата. Значи, кога зборуваме за рамноправно достоинство, значи тоа е стремежот, тоа е тоа освестување, третирањето на детето како живо суштество кое што се раѓа со потенцијал, нема искуство, потребно му е да му обезбедиме безбедна, сигурна, поддржувачка околина за да го развие целиот свој потенцијал. Значи му треба сигурно водство. Се толкува рамноправното достоинство има погрешно толкување како политички поим. Значи ние со децата не сме исти. Не сме пријатели, туку сме нивни насочувачи. Па и самата големина, нели, малечко и големо. Рамноправното достоинство подразбира да го прифатиш такво како што е, да ги задоволиш неговите основни потреби, што не е исто со задоволување на сите негови желби, и да му, значи, детето се раѓа со низа компетенции, на нас е да ги ослушнеме, нели, сите сигнали кои што ни ги испраќа, за да можеме, нели, да му помогнеме во развојот, да се развие во полн сјај, што би рекли. Ова сигурно не значи дека треба да бидеме безгрешни како родители, од една едноставна причина што и родителството како вештина во денешно време треба да се совлада, да се научи, да се слушне, можеби да се сподели за да видиме каде грешиме и што како лекција треба да совладаме. Па тоа ни представува најголем проблем и затоа не се прави првиот чекор, бидејќи очекуваме од нас да бидеме совршени, а не може да, прво не е возможно во ниедна област. Кој и кога постигнал некакво совршенство. Тоа само ни создава дополнителен притисок да не го направиме првиот чекор, а тоа е да тргнеме на патот на учењето на вештините и попатно грешиме и менуваме. Не сите ние кои што сме во процес, нели, без разлика на твојата стручност или не, правиш мал милион грешки, бидејќи ти во односот со твоето дете си родител, сепак си родител, и јас во односот со моите деца не сум ни магистар на психолошки науки, ниту со сите титули од делот на детскиот развој и на едукациите. Ништо тоа не може да ми помогне во односот со детето ако не продрам длабоко во себе, бидејќи во тој взаемен однос се случува најмногу учење. Например, кај нас се случува на едукација да дојдат дури и идни родители со намера да научат што повеќе за да не повторуваат некакви грешки. Меѓутоа, тој однос со детето е толку специфичен и само тогаш на виделина ќе излезат некои твои, некои мои особености кои што не можеме да знаеме дека воопшто постојат додека не дојдеме во тој близок контакт. Како на децата исто да им ја пренесеме поуката дека и од грешките понекогаш се учи, но треба да бидеме мудри, да го искористиме можеби туѓото искуство на нашите родители, на околината, заедно критички да промислиме, да ги најдеме свесно добрите и лошите страни кои што ќе ни бидат поука. Не треба, го практикувам ова изминатите добри 10 години, а веќе 4-та година поред буквално на територијата на цела поранешна Југославија и во стручната фела, и меѓу родителите, и меѓу децата ги гледам
плодовите на ова што сега ќе го кажам. Во оној момент кога ќе престанеме да играме улоги, значи каква треба да биде улогата на мајка? Јас сега тебе треба да ти кажам, јас тебе треба да те воспитувам. Премногу врзани за тоа зборување. Воспитувањето се случува кога најмалку зборуваме. Ние сме примерот. Значи, во оној момент кога престанав да воспитувам по традиционална дефиниција, дека да ги мерам своите зборови, туку многу повеќе да мислам како јас се однесувам, затоа што тоа е тоа што децата го усвојуваат. Воопшто да не воспитуваш, само однесувај се онака како што сакаш да се однесуваат твоите деца, ќе го добиеш резултатот во приказната. Значи, еден однос на почитување, ама тоа е навистина многу тешко да се постигне. Значи, најосвестен да си, тешко се постигнува бидејќи ти се враќаат зборовите. Нашиот внатрешен говор се состои од многу изговорени реченици од наши родители и сите важни личности, возрастни личности во нашиот живот, така што ова бара сериозна работа на себе, што е освестувањето всушност, нели штом ќе освестам дека нешто што правам не е добро за моето семејство, а секој го посакува најдоброто за своето семејство, треба да направам чекор, нели алтернативно што ќе направам за да го заменам тоа свое однесување, например, нели толку е популарно, цело време едно од прашањата е како да престанам да викам на своите деца. Што е викањето? Викањето е немоќ. Чувство на немоќ. А како стигнуваме да се исцрпиме? Сега, викање, зборуваме за дерење во овој случај, нели не зборуваме за повишување на волуменот на гласот, бидејќи па тоа си има своја предност во одредени ситуации. Додека бев извесен период работев и во училиште, наменски ги учев децата како треба да го употребуваме нашиот глас. Значи, има една нишка на модерното родителство, се да биде тивко, нели? Се да бидеме за да го постигнеме тој внатрешен мир, тој е лажен внатрешен мир, како ти детето да биде тивко ако некој го злоупотребува. Значи, тоа дете треба да се научи во еден момент да каже стоп, затоа што не е на детето да нити е спремно да се справи со, да речеме, некое физички поспремно дете кое што сака да го нападне во училницата. Значи, тоа се моментите кога треба да се искористи гласот. Сега тоа што е, како се случува, нели, ние да стигнеме како родители до исцрпеност па да употребиме дерење, тоа е затоа што многу објаснуваме. Немаме јасни насоки. Го имаме изгубено личниот говор. На децата им треба кратка и јасна насока што јас барам од тебе. И тоа треба доволно пати да им се повтори за да стане дел од нив. Например, 4,5 до 5 години во животот на детето е потребно за да ги интегрира семејните вредности и она што се случува во нашето семејство. Значи, доволно пати тоа треба да му го повториме делумно со збор, уште повеќе со дело, за да стане дел од него. А ние што правиме? Всушност, тука е и многу непознавање, нели, на многу нешта. Јас на една од првите едукации, знам, останав баш без зборови, затоа што така сме, нели, воспитувани, вети ми, се беше советување, вети ми дека нема да го повториш тоа, па секој од нас ќе го повтори, па гледаш разочарување кај родителите, па престануваш да веруваш на себе и така натаму. А всушност кај дете до 4,5-5 годишна возраст вели и неговата иднината во поимањето на нештата кај него трае 45 минути. Толку може да ти вети. За 45 минути е иднината. И сега колку ние го нарушуваме тој наш однос, затоа што имаме нереални очекувања од децата. Од една сакаме да бидат рамноправни на нас по искуство, по знаење, по вештини и да имаме човек кој што ќе ги исполнува нашите наредби, а при тоа да се однесуваме како лош шеф во семејството. Значи, шефот твој да ти ги каже најпогретните зборови, срам да ти е, како можеш да го правиш тоа, баш онака да те смали до
до толку и после да бара од тебе да се однесуваш добро. Кои се придобивките од практикувањето на свесното родителство? Најголемите придобивки прво ги има родителот. Значи се ослободуваш од пак ќе кажам сега, знаеш, кога спомнуваме вака како ние да заземаме, како да промовираме сега некаков правец, тоа ми е важно, значи тоа е едно длабоко чувство на секој кој што сака да направи промена кон подобро за себе и за своето семејство. Прво едно толку големо растеретување. Кои се моите обврски како одговорности како родител? Кога јас знам кои се основните потреби на моето дете и кога на дневно ниво се трудам да ги задоволам, значи потребно му е моето неподелено внимание, моето присуство, ама не заедно со телефонот, нели, бидејќи он ни стана сопатник, он е новиот член на семејството, па ги имаме толку многу кои што тотално не реметат. Кога јас во денот на секој од своите 3 деца, во зависност, нели, од која возраст се, 2, 3 до 5 минути. Оти некој ќе каже, нели, тоа е захтевно да седнеш ти со своите деца, бара многу време. Кога само ќе им ја нахранам душата со она што им е потребно, а тоа е моето присуство во кое што не поучувам, туку ги слушам. Знаеш, во тој момент се вика, србите го имаат бивање. Значи, постоиме во овој момент, јас и ти, и никој од никого не бара ништо. Тоа поврзување, таа суштинска потреба на децата да се почувствуваат и видени, и дека тоа е таа безусловна љубов во најчистиот облик. Кога сме заедно, а ништо не барам од тебе. Значи, кога зборувам за поврзување, не е тоа сега јас ќе седнам со тебе, за ти после да седнеш да ја напишеш домашната. Не, тоа постои секој ден и е наш ритуал. Кога јас тоа ќе го направам во текот на денот, јас ништо друго не правам со моите деца. Тоа што биле нивните основни, мислам, нели, екзистенцијални потреби, нели, физиолошки, сето тоа во зависност од нивната возраст, сето тоа се исполнува, но сакам да кажам, дали напишал домашни, сите тие работи е веќе предадена одговорност на моите деца и тоа функционира безпрекорно. Зошто? Затоа што јас имам потполна доверба во него, ама не на зборови. Не му кажувам јас само лажно верувам во тебе. Го чувствува тоа. И ако направи грешка, си ги чувствува последиците на грешката. А јас сум пак тука да го разберам, да го утешам и ако му е потребна мојата помош, да му помогнам заедно да ја исправиме грешката. Ако не, тоа е патот на учење, тоа е животот. Книгата се роди, да бидам искрена, од мака, односно од моите предизвици дома, во тоа време мајка на 2 деца. И едноставно не ми се допаѓаше на моменти атмосферата во домот, особено мојот односот на детето, односно реакцијата на детето. И тргнав да барам одговори на прашањата во книгите за родители. Многу книги изначитав, многу курсеви изнаодев и на крај сакав сето тоа да се го систематизирам на едно место. Книгата го пренесува моето лично искуство, значи е комбинација на истражувањата што ги правев, засновани на научни сознанија и моето лично искуство. Значи тука е всушност раскажана мојата лична семејна приказна низ различни ситуации во домот, каде што има и позитивни и негативни примери. Така што кој што ќе ја чита ќе добие една слика за нас и за мене како мајка и всушност како јас растев во таа моја улога. Па да бидам искрена, немав некои посебни предзнаења, имав голема желба, како и претпоставувам повеќето родители, и главно се фокусирав на физичкиот дел од процесот, нели, бременост, раѓање, одгледување бебе. Многу малку се посветив на емоционалниот дел, односно на оној дел кога детето ќе стигне некаде околу 2-та година и почнува да го покажува својот интерес, и тука почнуваат да настануваат првите конфликти. Така што искрено не бев подготвена за тој дел и тука сватив дека нешто ми фали. Како и повеќето родители и јас веројатно се потпирав на тие усвоени образци од сопственото детство, кои што на моменти функционира, во други моменти не.
Може би најважната лекција е дека родителството е пред се работа на себе, а не толку работа со децата. Јас преку тоа сватив дека всушност имам слабости на кои што треба да работам. Ако сакам да постигнам подобар резултат кај децата, дека всушност јас сум првиот примерот кој што учат и дека јас треба да растам како личност за да можам да се справам со нив и да им дадам добар пример. Значи, ако сакам тие да се однесуваат добро, треба јас да се однесувам добро. Ние многу пати како родители грешиме, например, не викај со викање. Значи, го правиме едно со збор, а бараме друго на дело, односно обратно, правиме едно на дело, бараме друго со збор. Децата тоа многу добро го гледаат и го перцепираат. Така што, да, тоа е мојата најважна лекција, дека родителите треба да работат на себе. Книгата "Разбуди го родителот во себе" всушност го дефинира родителството како будење, односно освестување за најмалку 3 точки. Значи, прво освестување на сопствените реакции, на сопствените чувства, емоции и како со тоа го засилуваме или го ублажуваме однесувањето на детето. Второ, освестување за реакциите, потребите и можностите на детето. И трето, освестување за некои техники и алатки кои што ни стојат на располагање, а кои што може да ги искористиме токму тогаш кога ни се најпотребни. Свесното родителство е ефикасно родителство, односно она кое поттикнува независност и слобода на детето, во кое се донесуваат заеднички одлуки, но секако, родителот треба да е свесен дека неговите зборови и мислења се респектирани од страна на детето. Свесното родителство како концепт на родителство ја истакнува улогата на родителот како пример. Родителот првенствено треба да се разбере себе си, да ги разбере и своите емоции и само на тој начин ќе може да ги разбере потребите на своето дете. Секако ова не значи дека треба да ги напуштите сите ваши родителски практики. Во кратки црти, позитивна дисциплина значи метод на родителување кој што се заснова на основното нешто кое што ни е потребно да бидеме добри родители, а тоа е конекцијата, поврзаноста со нашите деца. Позитивната дисциплина ни дава шанса да можеме на децата да им дадеме многу добар старт во животот со тоа што ги уважуваме, ја валидираме нивната автентичност, ги учиме како да изнаоѓаат решенија на секакви проблеми, да станат емпатични преку тоа што и ние сме емпатични нели со нив и така да бидат подобри и за себе и за останатите во општеството. Свесното родителство не е само воспитување, туку и учење за тоа како да бидеме добри родители. Свесното родителство е дел од позитивната дисциплина, затоа што ние за да бидеме, би рекла, добри родители, да можеме да практикуваме методи од позитивната дисциплина, мораме да бидеме свесни родители. Свесното родителство ни вели дека фокусот треба да биде на нас, родителот, да бидеме mindful, да бидеме свесни за тоа што се случува сега во моментот и со нас, и со детето. Така да тоа би било една основна поидовна точка за ние после да можеме да го избереме правиот метод за дадената ситуација. Свесното родителство може да го подобри вашиот однос со вашите деца и да ви помогне да се чувствувате сигурни во начинот на кој ги воспитувате. Ова родителство ја продлабочува довербата на вашето дете во светот и го обезбедува вашето влијание, како нешто што треба да се смета за безбедно и доверливо. Свесното родителство е всушност родителство кога родителот е буквално присутен во ситуацијата во која што е. Значи, тука ги тргаме на страна и личното его, и личните амбиции на родителот, нели, да биде детето она што сака да биде, туку е присутност во дадената ситуација, го гледа детето кое е, ја валидира автентичноста на детето и секако има емпатија, голема емпатија кон тоа што му се случува на детето. Значи, тука станува збор на она целно родителување, би рекла. Затоа што ако ги поделиме начините на кои што можеме ние да родителуваме на два аспекти, а тоа ќе биде реагирање и насочување, тогаш реагирање би било она пренесување на трансгенерацијски стрес, трансгенерацијски начини и патерни на однесување, затоа што се случува во тие моменти, кога ние буквално само реагираме на ситуациите, дали е проблем, дали е однесување, дали е било што, кога само реагираме на работите, ние не сме свесни за ништо што се случува друго со детето и околу нас, туку сме свесни само за сопствените и лични емоции. Тука е тоа его кое што го зборувам, кое што настапува. Сега,
ако одиме во другата крајност, а тоа е таа присутност или свесност, ние треба да знаеме кои сме, што сме, која е нашата цел, кои се можностите на детето во дадената развојна фаза, што му е потребно на тоа дете од нас како родител и да можеме да му помогнеме да дојде до ресурсите кои што му се потребни во даден момент, на свесен начин во дадената ситуација. Матриците како учиме да реагираме во животот се поттикнати од нашите интеракции со другите. И шемите што се поставени во раното детство ја формираат основата на нашите идни односи, вклучувајќи го и тој што го имаме со себе. Како што созреваме, ние ги собираме, сортираме и ги чуваме нашите емоционални искуства како холистички точки. Се гради темел на саморегулација, еластичност и приврзаност, меморија по меморија, обликувајќи ја нашата перспектива, верувања, самоконцепт и поглед. Се може целосно да се промени. Расположение, однесување, емоционална интелигенција, способност да даваме и примаме емпатија, когнитивна соработка, па дури и нашата имунолошка функција, соменување на начинот на кој ги доживуваме нашите примарни односи и блиска приврзаност. Емпатијата е клучна за секаков вид на добра комуникација, клучна за градење на добри односи меѓу сите. А една од основните работи кои што мораме ние како родители да ги поседуваме со цел да го разбереме детето, затоа што емпатијата е токму тоа, да можеме буквално да влеземе во чевлите на детето и да го видиме светот како што самото дете го гледа. Доколку не го сториме тоа, ние нема да знаеме од кое ниво да комуницираме со детето. Ние нема да знаеме како да ја насочиме правилно комуникацијата за да го добиеме она што го посакуваме, а тоа е, пак ќе се вратам на правилно насочување и водење на детето во животот. Значи, емпатијата е тука да се разбираме себе, да го разбираме детето и да погледнеме низ очите на детето. Тука би сакала да додадам дека можеби многу родители емпатијата ја мешаат со сочувство, не дека не се слични двата термини, меѓутоа сочувство е повеќе емоција која што ни се јавува кога ни е жал за некого. Значи, целта на емпатијата не е ние да го сожалуваме детето, не е ние одма да рипнеме како заштитници и да помогнеме ние да најдеме решенија. А сочувството е токму тоа. Сочувството е кога гледаме некој како се мачи, сакаме одма да му понудиме решение затоа што ни е жал. А со сожалување на некого го правиме детето жртва на тој начин, нели? Така да емпатијата би ја издвоила надвор од сочувството, кој што е често, нели, термин кој што се меша, и би кажала дека е клучна за правилна комуникација и насочување во родителувањето. Родителството е главната алка, односно семејниот систем е главниот систем каде што детето ги стекнува првите знаења и искуства. Големо влијание имаат и другите системи, односно предучилишните и училишните системи и се она што го обкружува детето. Но сепак семејството е примарниот објект, односно систем каде детето расте и се идентификува. Училиштето е вториот систем. Многу е битна комуникацијата помеѓу родителите и наставниците. Битна е едукацијата, односно сите оние запишувања на првачиња. Не треба да бидат само формално влегување во образование. Како свесен родител можете да научите како подобро да реагирате на ситуациите на попозитивни и попродуктивни начини, а истовремено да бидете сигурни дека вашите потреби ќе бидат исполнети на патот на родителството. Еве неколку препораки за свесно родителство денес во артикулација. Учете комуникација. Одредени форми на комуникација може да ја подобрат врската родител-дете. Родителството е секојдневна интеракција на родителот со детето, која во себе вклучува нега, грижа, љубов, насочување и посветеност. Децата учат од личниот пример на родителите. Затоа убаво е да му се покаже на детето како треба да се почитуваат другите, туѓото мислење и различностите. Покажување љубов, внимание, грижа, соодветен разговор со детето без да се омаловажува неговата личност, без да му се вика и да се нарекува со погретни имиња, е добра лекција. Верувајте во своето дете. Некој работи детето ќе ги увиди преку непријатни последици и неуспех. Никогаш не навредувајте го, не казнувајте го и не понижувајте го за неуспехот. Психички здраво и весело дете со самодоверба и со одговорност за своите постапки е сон на секој родител. Веруваме дека поуките кои ги подготвивме во оваа приказна ќе ви бидат од корист. Довидување.